Отворена порта одбележува 20 години од своето основање и 20 години борба против трговијата со луѓе. За жал, трговијата со луѓе се уште е присутна на секата, вклучувајќи и нашата држава. Представува најсурово искористување на човечкото тело и труд и за жал секој од нас може да биде жртва на трговија со луѓе. Мажи, жени и деца секојдневно се принудени на експлоатација и тоа во најразлични видови на форми, и тоа е сексуална и трудова експлоатација, принудни бракови, принуда на питачење, но и принуда за вршење на кривични дела, вклучувајќи и други различни форми. Отворена порта 20 години работи на креирање и подобрување на политики, превенција од трговија со луѓе, но пред се обезбедување на заштита и поддршка на жртвите на трговија со луѓе. Оваа годишна ја посветуваме токму на жртвите на трговија со луѓе и јавно сакаме да проговориме кои се нивните проблеми и предизвици со кои што се соочуваат. Мора да кажеме, но мора да потенцираме дека жртвите на трговија со луѓе не се само жртви, тоа се лица кои храбро и борбено успеале да излезат од неизбежна ситуација на трговија со луѓе. Добре дојдовте сите на настанот на тема трговија со луѓе. Вчера беше 18 октомври, Европски ден за борба против трговија со луѓе, но оваа година Сдруженијето Отворена порта одбележува 20 години од своето постојање и постојано делување за спречување на трговија со луѓе. Повод за овој настан е отворено да зборуваме за проблемот за трговија со луѓе, да го свртиме вниманието кон жртвите и нивните потреби, и секако кон оние кои му обезбедуваат услуги, заштита и правда. Најпрво да ве запознавам со моите денешни соговорници. Јасмина Димишковска-Рајковска, основачка и извршна директорка на Сдруженијето Отворена порта Ла Страда. Маркудов Љупчо, началник на единица за трговија со луѓе и криумчарење емигранти и помошник на раководителот на Националната единица за сузбивање на криумчарење на емигранти и трговија со луѓе. Светлана Цветковска, координатор на Национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе, Министерство за труд и социјална политика, раководител на Оделение за заштита и превенција. Добре дојдовте. 20 години се долг период во кој што градејќи се како организација успеавме да се изградиме како клучна невладина организација која што сеопфатно го третира проблемот на трговија со луѓе, почнувајќи од превенцијата, идентификацијата, помош на жртвите и нивните семејства, како и застапување и лобирање за практикување на правата на жртвите и на дополнување и измени во законската регулатива во однос на трговијата со луѓе. Во овие изминати години изградивме партнерства со релевантни институции во земјава, како и меѓународни организации и други релевантни фактори кои што го третираат проблемот трговија со луѓе. Отворена порта во овие 20 години, односно последните 18, го оперира првиот и единствен се уште СОС телефонски број, кој што започна со работа во далечната 2002 година и на него досега се имаат јавено повеќе од 6000 јавувачи. Се имаат јавено жртви, се имаат јавено загрижени граѓани, се имаат јавено професионалци и се имаат јавено луѓе кои што едноставно побарале информација за да донесат информирана одлука во однос на вработување, напатување и така натаму.
Веќе 15 години во прифатилиштето жртвите добиваат психосоцијална поддршка, добиваат правна помош, пред се добиваат безбедно и сигурно сместување, добиваат љубов и грижа од вработените во прифатилиштето и задоволување на нивните основни потреби. Најголема награда за тимот на Отворена порта е кога една жртва ќе излезе од прифатилиштето и истата успешно ќе се интегрира во средината. До сега, значи од неговото отварање па до денес, во прифатилиштето се асистирани околу 200 лица. Во прифатилиштето и надвор, затоа што директната поддршка на жртвите вклучува не само згрижување во прифатниот центар, туку и работа со оние лица кои што се идентификувани како жртви, па не биле сместени во прифатилиштето од различни причини, или пак оние кои што се потенцијални претпоставени жртви и исто така не биле сместени во прифатилиштето. За успешно да се справиме со сите предизвици во изминативе 20 години, како што веќе напоменав, беше многу важно да се изградат партнерства, да се изградат мрежи и така натаму со актери кои што се важен фактор во справувањето со трговијата со луѓе, но и други сродни феномени, не само значи невладини организации, институции кои што третираат други феномени кои што се сродни со трговијата со луѓе, односно многу често се покажале како причина за едно лице да стане жртва на трговија со луѓе. Добро вечер уште еднаш. Ви благодарам за поканата. Она што е есенцијално, да кажеме, за овие 20 години МВР што го има постигнато, ќе се обидам во неколку минути да се задржам на вистина на најбитното. Меѓутоа, мора се вратам години наназад, кога како држава ја подпишавме Конвенцијата на Обединетите нации за борба против организиран криминал и двата протокола беа ратификувани од Палермо, која беше основа за измените во Кривичниот законник и внесување на нов член 418а, тоа е за трговија со луѓе. Она што МВР го направи, согласно обврските преземени, беше да се формира посебна единица која се бори токму против овој вид на криминалитет, кој дотогаш во државата, ајде да кажеме, постоеше, меѓутоа немаше соодветна единица која би се борила само со овој вид на криминалитет. Знаете познатата серија Трзвија Скопје, значи дечињата ромчињата што беа експлоатирани во Италија, тоа е години назад треба да се донесе општа конвенцијата, меѓутоа пак ќе кажам дека со оваа конвенција, значи како држава се земавме обврска и се формира таа единица. Тие први пионерски, да ги кажеме, чекори, менталниот склоп на тогашниот полиски службеник беше насочен пред се кон сторителите на кривичните дела, зашто како институција сме преценили репресивни. Меѓутоа, со текот на годините овој ментален склоп се менуваше и дефинитивно се смени. Сега сме насочени кон идентификација на жртвите и првично ни е тоа идентификација и заштита на жртвите на трговија со луѓе. Нормално не се откажуваме од идентификација на сторителите и нино гонење, меѓутоа во прв план себак ни се жртвите. Она што го имаме во текот на годините направено е тоа да учествувавме во изработката на стандард оперативните процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе, во донесувањето на индикаторите за идентификација на жртви на трговија со луѓе. Учествувавме во регионалните стандард оперативни процедури кои треба да бидат некој унифициран начин на постапување на сите служби од регионот кои се бават со оваа проблематика. Натаму подпишавме многу спогодби, она што е многу битно, имајќи во предвид дека овој феномен, овој вид на кривично дело не е само наш национален проблем, туку се протега преку граница на нашата држава, интернационален проблем, тоа бара интернационална соработка. Да подобриме оваа соработка, да имаме навремени размена на информации, се подпишани доста спогодби со земјите од регионот. И она што во последниве години успеавме да го направиме, во правец на зајакнување на капацитетите на органите на прогонот,
беше подпишан меморандум меѓу нашето Министерство за внатрешни работи и Републичкото јавно обвинителство, со што се формира национална единица за сузбивање на кримчарење, мигранти и трговија со луѓе, каде што главен раководител е обвинителот, основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Таа блиска соработка дава ефект. Минатите години самите бројки кажуваат за бројот на откриени, идентификувани жртви, број на казнети сторители и са надворен малку тема и на број на организирани криминални групи кои се разбиени, кои кримчарат мигранти. Да не забораваме дека и меѓу самите мигранти имаме потенцијални жртви на трговија со луѓе. Се уште потенцијални, нема идентификувана жртва. Има повеќе причини за тоа. Прво е јазичните бариери. Значи, говорот јазик кој не е познат. Многу малци имаме преведувачи од овие јазици. Натаму имаме културолошки разлики, кои се многу битни при пристапувањето со потенцијална жртва. Натаму е самата желба на мигрантите што побрзо да напуштат територијата на Македонија и да пристигнат во земјата на крајна дестинација. Затоа и не соработуваат со нас. Ако нешто не се случило, тоа го пријавуваат во земјата на крајна дестинација. Накратко, смислам дека ова се некои хайлайтс. Евентуално би додал дека во самиот курикулум на Центарот за обука на кадри од областа на безбедноста е внесено исто во програмата дека треба да имаат соодветен број на часови во правец на добивање основни познавања за проблематиката на трговија со луѓе и како евентуално би препознале потенцијална жртва на трговија со луѓе. Како министерство, тоа е оно што би го извело за овие 20 години. Значи, Министерството за труд и социјална политика како креатор на политиките одговорни за превенција и заштита на трговија со луѓе во изминатиот период направи една системска промена. Имајќи ги во предвид сите оние активности кои што сме ги спровеле во изминатите 20 години, ретроспективно гледајќи, навистина направивме еден промена на еден сет на документи, пред се на закони и политики кои што значат ефикасно понатака справување со овој феномен. Направивме системска промена во однос на законските решенија кои што се однесуваат на Законот за социјална заштита, Законот за семејство и Законот за детска заштита. Овие сет на документи значат заштита на жртвите на трговија со луѓе, нивно прифаќање и заштита во прифатилиште, односно во Центар за жртви на трговија со луѓе, потоа функционално действување на центрите за социјална работа и заштита на жртвите на трговија со луѓе и пред се градење на партнерства со невладините организации кои што се исто така одговорни, односно се вклучени во борбата против трговија со луѓе и нудат услуги на жртвите за жртвите на трговија со луѓе. Исто така направивме системска промена во однос на вклучување на сите институции во една рамка на соработка, односно креирање на национален механизам за упатување на жртви на трговија со луѓе, чиј што координатор е Министерството за труд и социјална политика. Во овој национален механизам за упатување се вклучени центрите за социјална работа, преку 20 обучени социјални работници од сите центри за социјална работа, кои што во нашата држава се 30, потоа вклучување на трудовите инспектори, вклучување на единицата за борба против трговија со луѓе, односно колегите од Министерството за внатрешни работи и секако невладините организации. Сите овие институции представуваат делот на соработка на националниот механизам за упатување и действуваат од идентификација на жртвите на трговија со луѓе па се до нивна реинтеграција во системот и враќање во едно општествено функционално живење. Искуството од нашата долгогодишна работа говори дека официјалната бројка на идентификувани случаи на трговија со луѓе за жал не отсликува реалноста во нашата држава. Огромен број од жртвите на трговија со луѓе немаат доволно храброст да го пријават случајот, пред се најмногу поради постоење на страв, срам, но и недоверба.
Од тука особено е битно повеќе чинители да се вклучат во идентификација, вклучувајќи и трудовите инспектори, образовниот кадар, медицинските лица, но и јавноста, се со цел на времено идентификување и упатување на жртвите до соодветниот систем на заштита и истовремено ефективен прогон на сторителите на ова кривично дело. Во однос на ова прашање, би тргнал прво од Министерството за внатрешни работи. Сметам дека едукација е потребна на сите полициски службеници, посебно на оние кои се сега дел од националната единица, која помина базичната обука, помина некоја напредна обука, меѓутоа едуцирањето не е на одмет да продолжи натаму, значи ќе имаат бенефит со тоа што ќе правиме обуки во смисол на конкретни симулации на вистини случаи. Во однос на другите чинители во државата, сметам дека и другите институции во државата кои се вклучени во борба против овој вид на криминал може да дадат свој допринос. Тука пред се мислам на Министерството за образование, Министерството за здравство, трудовите инспектори. Натаму потребна е обука од најмала возраст во училиштата. Колку се младите поедуцирани за проблематиката и за опасностите кои ги демнат од овој вид на криминал, бенефитот е заемен. Од една страна ќе имаме млади луѓе кои препознаваат опасност и може да пријават. Од друга страна имаме млади луѓе кои нема се доведат во ситуација да станат жртви на трговија со луѓе. Во смисол на идентификацијата, значи голем допринос државата доби со формирањето на мобилните тимови. Затоа мислам дека колешката Светлана Маце повеќе ќе каже. Она што ние успеавме, значи да бидеме дел од тие мобилни тимови и многу е важна нивната улога во смисол на рана идентификација на потенцијални жртви на ранливи категории. Тие работат со ранливи категории и меѓу нив се потенцијалните жртви на трговија со луѓе. Сметам дека треба, значи, да се продолжи со кампањите. Можеби треба да бидат и почести, да се подигне свеста на јавноста за овој вид на криминал и за буквално опасностите што претат од неа. Патот на закрепнување и реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе за жал е долг и трнлив. Тие се соочуваат со бројни препреки во обидот да се реинтегрираат во општеството. Недостасуваат клучни сервиси, особено центри кои што се исклучено наменети за деца жртви на трговија со луѓе, но и услуги и центри кои што се наменети за мажи жртви на трговија со луѓе. Дополнително, жртвите не секогаш имаат можност да добијат бесплатни здравствени услуги или пак да им се обезбеди пристап до бесплатна правна помош и обештетување. Истовремено, на локално ниво жртвите не може да се вклучат во тековите на вработување или пак да примат обука за вработување. Од тука е особено важно да се работи на одржливост на сервисите и услугите на жртвите на трговија со луѓе. Особено, огромна вклученост се бара од страна на локалната самоуправа, која што може во голем дел да придонесе кон успешно реинтегрирање и зајакнување на овие лица. Во однос на понатамошното функционирање или на целиот систем и во насока на поуспешна реинтеграција на жртвите на трговија со луѓе, колегата веќе ги спомна функционирањето на мобилните тимови. Сметам и јас, сум во таа насока дека овие тимови не само што треба да продолжат да функционираат и да бидат мултиплицирани во други општини, истите треба да бидат поддржани од локалната самоуправа, односно од локалните институции, затоа што се работи за државјани, за граѓани на нивната локална самоуправа и затоа што истите треба таму да се реинтегрираат. Овие мобилни тимови работат секојдневно со најранливите граѓани. Пред се тука се децата, лицата со социјални проблеми и така натаму. Токму затоа треба за нивно успешно реинтегрирање треба да се формираат
фондови на локално ниво и истите да ги поддржат сите нивни потреби кои што значат нивно понатамошно функционирање и да допринесат во заедницата каде што живеат. Проблемите со кои што се соочуваат на локално ниво институциите пред се центрите за социјална работа се во однос на недоволната соработка која што имаат со другите системи како што се училиштата, здравството и така натаму, сите оние кои што можат да придонесат во креирање на поуспешна социјална мапа на жртвите на трговија со луѓе, за да можат да бидат вклучени во секојдневното функционирање и да допринесуваат и да бидат активни граѓани на општеството. Отворена порта е исто така дел од работни тела на национално ниво, како што е Секретаријатот за борба против трговија со луѓе и подгрупата за борба против трговија со деца. Во меѓувреме имаме обучено, мрежено и развиено соработка со бројни невладини организации кои ни се партнери во многу активности. На меѓународно ниво, уште од 2000 година, Отворена порта стана членка на Ла Страда Интернационална, за подоцна во текот на своето работење да стане член и на други мрежи, како што е Clean Clothes кампања, како што е Глобалната алијанса за борба против трговија со жени и слично. Еден од поголемите предизвици со кои што се соочи Отворена порта се случи во периодот помеѓу 2015 и 2017 година, кога заради големиот бран на бегалци и на мигранти, кои што поминаа низ нашава земја, што се најде на Балканската рута, требаше да менаџира и да мотивира повеќе од 120 вработени кои што макотрпно се грижаа за бегалците и мигрантите и несебично им помагаше. Низ земјата поминуваа млади лица, поминуваа жени, поминуваа деца, поминуваа стари, поминуваа болни, изнемоштени и така натаму, и помеѓу нив секако имаше жртви на трговија со луѓе или лица во ризик да бидат жртви на трговија со луѓе, потенцијални, предпоставени и така натаму, кои што требаше да се идентификуваат, што беше навистина предизвик во една таква ситуација на толкава бројка на луѓе кои што многу кратко се задржуваа во земјава. По завршувањето на бегалската криза, Отворена порта продолжи со работа во Центарот за баратели на азил, иако тоа го правеше паралелно додека беше бегалската криза, меѓутоа со завршувањето на истата, со затварањето на границите, нашата работа со нив продолжи во Центарот за баратели на азил, каде што на штитениците им се пружаше психосоцијална поддршка, емоционална поддршка, се работеше на образование на децата и нашиот фокус беше посебно ставен на жените и на децата кои што минуваат низ центарот. Значи, одговорност на сите нас, вклучувајќи ги граѓаните, да пријават секој сомнеш кога се работи за трговија со луѓе, затоа што тоа е всушност и превенцијата на некој начин, навремената интервенција на сите институции. Меѓутоа, исто така многу е важна улогата во училиштата, кампањите кои што се спроведуваат, дигањето на јавната свест. Сметам дека сите треба да знаат дека трговијата со луѓе постои, дека е присутна и во нашето општество, а не се случува таму некаде како што гледаме по филмовите, дека сите треба да бидеме свесни за тоа, да ги препознаваме знаците и секогаш да реагираме и да пријавуваме во институциите. Но исто така треба децата уште од најрана возраст да ги учиме на самозаштита, да знаат како да реагираат, да знаат каде да пријават и да знаат како треба да постапат доколку има некои индиции дека може да станат жртви на трговија со луѓе или доколку криминалците се обидуваат да ги рекрутираат и да ги вовлечат во мрежата на трговијата со луѓе.
Една од алатките секако раната детекција на трговијата со луѓе преку веќе многу спомнуваните и добрата пракса кај нас воспоставена од мобилните тимови, но исто така сметам дека е многу се важни социјалните медиуми, затоа што младите се особено присутни на социјалните медиуми и дека преку овие социјални медиуми треба да се шират информациите, што повеќе да достигнат до што поголем број на граѓани. На тој начин само ќе се шири мрежата, ќе се шират информациите и сите ќе знаат како да постапуваат и како да реагираат. Така да и ова емисија која што ја подготвувате, по повод 18 октомври, Европскиот ден за борба против трговија со луѓе, е една од алатките која што верувам дека ќе придонесе кон превенцијата и секако заштитата од трговија со луѓе. Па добро, на некој начин ова го одговори во второто прашање, меѓутоа ајде да се надоврзам дека мобилните тимови кои ги спомнав беа активни некаде до декември 2019 година. Оно што треба да се направи според мене, треба да се продолжи работата на тие мобилни тимови, значи треба да се најде начин тие да може да обстојуваат и без меѓународна парична помош. И не само овие 5 тима што се формирани, туку треба да се формираат и тимови во другите градови. Се покажа дека работата на тимовите е добра, дека е успешна и дека делува превентивно, бидејќи работи со ранливи категории на лица. Од таа гледна точка сметам дека треба да се продолжи со нивната работа и како држава мора да најдеме начин да тие да продолжат да екзистираат. Нормално треба да се формираат и локални комисии. Тие се формирани некаде, меѓутоа не се секаде, кои се под на некој начин координирани од Националната комисија. Меѓутоа, нивната активност на терен не ја забележуваме многу. Нивната превентивна работа е и така битна, затоа што тие на своето локално подрачје знаат најдобро со кои проблеми се соочуваат и од кој вид на криминал може да бидат засегнати, кога се однесува зборот за трговија со луѓе. Че дали имаме млади девојчиња кои се експлоатираат, дали имаме луѓе кои се вични во град Дежнишно, па им прават договори каде што надвор држава да ги експлоатираат. Значи самите знаат со кои проблеми најнов се соочуваат, на што можеме заеднички да работиме. Меѓутоа нивната улога и нивниот инпут во целото тоа мора да биде многу поголем. Значи, за крај, но не помалку важно, би сакала да го истакнам најголемото достигнување на Отворена порта, а тоа е еден тим кој што сплотено и несебично веќе 20 години работи на справување со проблемот трговија со луѓе, водени од една заедничка цел и мисија да им се помогне на жртвите од трговија со луѓе и поттикнувајќи се и помагајќи се, почитувајќи се помеѓу себе. Одговорни сме сите во спречувањето на трговијата со луѓе. Затоа е особено важно сите заедно да делуваме во навремено откривање, но и обезбедување на соодветна заштита, реинтеграција и правда на жртвите на трговија со луѓе. Следете ја нашата кампања 20 години против трговијата со луѓе. Слушнете го гласот на жртвите и активно вклучете се за да ги поддржите.